Почитувам председател на събранието, почитувани колеги пратеници, колега Джорчев. Мислам дека и заради јавноста, но и заради пред се граѓаните од Кавадарци и од целиот Тиквишки регион заслужувате барем една реплика, во која што ќе може барем малку да ги подрасчистиме овие лаги кои што ги кажувате од собраниската говорница. Значи, прво, со години лажевте дека СДСМ нема програма. Сега одеднаш програмата не ја испуштате од рака. И упорно ја цитирате таа програма. Сега, од кога ја цитирате програмата, сега поводите повторно во нова кал, тврдејќи дека сите проблеми во земјоделието ги иницирала актуелната влада. А вие знаете дека со токму предложениот закон од колегата Минов, владата се обидува она што го почна како решение со исплата со 1,5 милион евра исплатени, сега да го надополни за сите оние земјоделци кои што беа неоправдано исплатени во мандатен период на ВМРО ДПМН. Значи, во мандатен период на ВМРО ДПМН. Заради тоа што ве молевме, скратете малце од шпанските скали, дајте ки лозарите. Скратите малце од жалните врби, дајте ки земјоделците. Ама вас ви беше многу поинтересно да инвестирате таму кај што нема никаков повраток. Па потоа да не обвинувате дека културата сме ја ништеле. Од тој аспект сакам да ви кажам дека секое решение кое што ќе дојде од колега пратеник вреди да се поддржи. И владата има јасен план и ќе го реализира тоа до крајот на мандатот. Тоа ви го тврдам. Заради тоа што ја лажевте јавноста и кажувавте дека проблемот со грозјето бил нерешлив. Владата, ако била избрана, поготово оваа влада актуелна, таа немало воопшто да се занимава со тоа. Еве исплативме 1,5 милион евра. Проблем кој што го инициравте и кој што вие го направивте. И сега, уште да биде лагата поголема, вие велите овој закон кој што бил предложен, ги манипулирал земјоделците, а истиот закон е гласан и од вас. Има стенограми за тоа кој како се изјасни на минатото гласање и кој какви дискусии имаше. Мене ми е многу жал што оваа дискусија замина во една, би рекол, параполитичка, би рекол, објаснување кое што нема врска со реалност. Идејата и на овој закон, и на предлогот на владата е да се подобри исплатата и состојбата ки лозарите пред се. И тоа ќе се реализира во еден ефективен мандатен период од 4 години. Нема потреба за тоа да не учи нас ВМРО ДПМН, која ВМРО ги направи проблемите у лозарството. И изгора на тоа, сега кога се дава добра шанса, вие треба тоа да го прифатите. А не популистички вие да говорите дека сега се прават проблемите. Идејата е таа, да се обештете и последниот лозар, за да не се добие впечаток дека има селективна примена на Законот за земјоделство и рурален развој, кој што беше во вашиот мандатен период. Благодарам.